Добро дојдовте во уште една психолошка работилница на Отворено. Природата е секогаш инспиративна, а за ова видео ме инспирираше клиентка со која работиме повеќе од половина година. Имаме досега 8 до 9 сеанси. Клиентката самосвесна, во потрага по поквалитетен живот, ги предочуваше проблемите во процес на психотерапија. Со нејзина дозвола го споделуваме нејзиното искуство. Последната сеанса многу изначеше да биде споделена на ваков начин, секако дискрецијата е загарантирана кај нас, меѓутоа нејзиното изложување беше дека се чувствува многу неуспешно. Нејзиниот брак е апсолутно неуспешен, само поради тоа што нејзиниот сопруг е импулсивен, хиперактивен и не може да допре до сопствените емоции и чувства. И предложив да даде опис на нејзините вредности. Во овој контекст нема да ги споменувам, бидејќи никогаш не работиме на почетокот на цели, туку на вредностите кои што ги има самата личност. Да ги истакнеме оние добри страни, со кои што личноста ќе може понатаму да работи успешно и да го трасира успешно патот на самоосвестување, спознавање и прифаќање на одговорност. Кога сме кај одговорност овде воопшто немаше, бидејќи мојата клиентка посочи бројни навреди и клевети за нејзиниот сопруг, што секако е во право, бидејќи нејзиното искуство е такво. Таа посочи дека нејзиниот сопруг е хиперактивен, дека на моменти е тотално одсутен и додека таа говори зад неговиот грб, добива сознание дека тој апсолутно е исклучен и дека не ја слуша воопшто. Потоа ме праша како може да биде толку неодговорен, да има толку потреба да ги одложува плаќањето на сметките, да бара потрага и утеха во видеоигрите, каде што победува и многу е среќен. Еден друг сегмент многу ме изненади кога посочи дека тој сепак е зависен од хиперактивна работа, многу работи, многу е моторички спремен, подготвен да излезе во престрет и дека работата му е единственото задоволство. Во однос на корелација и размена на искуства за чувства, клиентката посочи дека тој човек апсолутно не може да дојде во допир со сопствените чувства, да ги препознае и да ги идентификува, односно и да ги искаже. Несреќата е во тоа што таа постојано бара да и се каже кој е виновен за оваа ситуација. Дали може би тоа што не може да прифати емоционална одговорност, бидејќи растел во такво семејство, бидејќи таму немало само регулација на емоции, нити пак имал пример како да ги регулира. Меѓутоа вели дека станува збори за потиснување на емоциите кои што на неа многу изначат. Во суштина, кога ме праша кој е виновен за сето ова, верувајте, никогаш не даваме конкретни, готови, спакувани одговори, меѓутоа ми излета и реков допаминот. Кој допамин? Мислејќи на персона, не се шегувам. Значи, тоа е неуротрансмитер кој што одредени луѓе го немаат во нивната структура на мозокот. Допаминот кај овие луѓе се создава кога добиваат успеси. Затоа, нејзиниот сопруг најверојатно трага по видеоигри во кои што една по друга низа успева. Со самото тоа што ќе постигне одреден успех, човекот почувствува задоволство и постојано трага по таков вид на задоволство, односно тој е зависник од успех. Значи, можев да претпоставам дека се работи за личност која има АДХД, значи немирен е и многу е ментално и моторно спремен и постојано е хиперактивен. И во овие сегменти кои ги напомена другите компоненти, испадна дека е и импулсивен и нема само регулација на емоциите. Или многу ги потиснува. За ова од професионален аспект ќе ви говорам во друго видео. Меѓутоа, што е суштината на психотерапискиот процес? Клиентката го изложи сето ова како главен проблем дека е нејзиниот сопруг. Меѓутоа, ние не третираме други клиенти кои ни ги представуваат самите клиенти. Во случајот, ако сопругот има таков проблем, на психотерапија доаѓа сам или заедно со сопругата. Во овој случај со клиентката работевме на барање на одговорноста и за превземање на одговорноста на самата клиентка во конкретната ситуација. Во гешталт терапијата за АДХД велиме дека се поларитети од една огромна моторна брзина на извршување на
обврските до друга која што се поистоветува со мрзелливост. Но за ова во некоја следна прилика.